Благодарам, почитувам председач. Ке почнам од констатацијата на колегата Чаракчиев, ке се издавеа луѓе. Беше грозно. Претходната констатација беше од 14 суводолици решивме една. Значи 13 се нерешени. Понатаму, проектот го образложив во својата дискусија. Решавање на водата над градот, значи од горниот, од водоводот надолу, во градот и под градот. Затоа што, знаете, поплавата кога отиде Злеовски мост, беше поплавено и цело Радовишко поле и нанесе сериозни последици. Сега, кога знаеме дека има проблем, добро е што малце ретериравте и кажавте дека проблемот постои и дека треба да се решава. И тука ве поздравувам, значи полека доаѓаме до ставот дека амандманот е итекако потребен и дека треба да се најдат средства за да се реши проблемот на Радовишка река. Покрај Радовишка река тука доаѓаат и притоките и пороите, односно субодолиците. Значи тоа е комплексен проект, ако сакаме да го решиме и тоа и од хидролошки аспект и од пошумување, односно стабилизирање на тлото. Далеку сме од тоа да сме пошумиле толку да веќе можеме да рачунаме на помош од шумата да ги ублажи водените бранови. Значи, спомнавте уште една работа. Дека повеќето пратеници биле во Радовиш и знаат дека има корито. Меѓутоа и тоа големо корито, ќе потсетам, во градот не ја собра водата кога беше големата поплава. И водата се излеа и лево и десно и поплави многу делови од градот и за жал имаше и човечка жртва. Значи, ако веќе се декларирате дека ги знаете проблемите во Радовиш, тогаш мора да ја знаете и големата поплава и проблемите кои настанаа тогаш во централното градско подрачје. Значи, проблемот е тука, проблемот треба да се решава и на крајот добро спомнавте. Министерство за финансии ги знае работите, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз имаат шанса да го поддржат овој амандман и да направат добро дело за Радовиш, а тоа што градоначалникот и идната влада ќе го направат е сигурно дека овој проект ќе биде решен. Прашање на денови се кога тие работи ќе се случат. Ви благодарам. Ви благодарам.